Здраво, дечки! Чиме нешто вака испентарено на вакви места, станува збор за добар офроудер, за добра епизода, за интересно возило, станува збор за BAF 212 T01, нешто од тоа е групација, нешто од тоа е бренд и нешто од тоа е модел. Станува збор за кинески офроудер. Искрено и јасно почеток имав одредени предрасуди пред да почнам да го возам, од кога почнам да го возам и кога дојдов на вакви места. Многу работи се сменија. Направете subscribe, пишете во коментар во текот на видеото што мислите за ова видео и ставете лайк. Прво вака, малци историја. BAF е групација која што постои повеќе од 70 години, кинеска групација која што е позната по нивните воени возила, која што првично во соработка со руски УАЗ, многу добро познат бренд и модел, особено за ентузијастите на офроудот во Македонија. Заедно со нив го имат конструирано едно од нивните први возила BJ212 и токму затоа во негова чест е сега моделот, односно брендот 212, односно BAF е Beijing Automotive Works, кој што сите овие над 70 години ги изработува тие кинески возила за кинеската армија. Искрено, да, ние можеби сме запознати со кинеските возила, денес што ги гледаме со нивната технологија, со нивниот напредок, кои што се стварно фантастични, но кога станува збор за армија, е сосема нешто поразлично, бидејќи треба да биде издржливо, треба да биде робустно, вака и стварно треба да представува таа моќ која што има кинеската држава. Сега можеби малку отидов кон реклама кон кинеската држава, но тоа е реалноста и она што денес го имаме е само едно унапредување на сериозниот офроудер кој што го имале, кој што го користеле уште пред 70 години, напоредно напредување со сите технологии, со сите измени, новитети и со сите стандарди кои што се наметнуваат денес. Токму затоа доаѓа BAF 212 T01 и технички на него брендот му е 212 во чест на старата легенда кинеска. T01 е моделот, а BAF е само групацијата. Така се поставени работите во Кина. И она што сакам да го истакнам сега за овој модел е само колку технички е спремен за вакви места. Се умори вртејќи околу него по теренов. Не сум баш несоодветно спремен за тука јас, но имам возило дефинитивно кој што е спремно. Сега, што е интересно за него? Долг е 4700 мм, широк е 1895 и висок е 1936, додека меѓуоскиното растојание му е 2860 мм. Плюс на сето тоа, доаѓа со шасиена рамка, што значи дека шасијата со каросеријата може да се одват како и секој квалитетен и правилен офроудер. Дополнително на тоа, имаме можност за возење со издигнатост од 235 мм, влезниот агол, како што и сега можете да видите, влезниот агол напред му е 40 степени, додека позади му е 36. Овие бројки го прават стварно сериозен автомобил, барем вака на хартија, сериозен автомобил кој што може слободно да го пуштите низ секакви терени, особено во Македонија, зона што би можело се користи, а искрено сега на памет што ми доаѓа е македонска полица, македонска армија, ДЗС, дирекција за заштита и спасување, земјоделство, шумарство, водостопанство и како да е веќе целиот назив. Тоа се само од институциите кои што можат да и треба да земат едно вакво возило. Тоа сум го зборил во други епизоди и еве сега давам еден апел дека нашите институции треба да земат вакви возила. Еве веќе неколку брендови имам извозено и нека споредат и со цена и со се што се треба. А 212 е доста сериозен и доста интересен со цена, бидејќи цената за се ова сега што го гледаме како стандард изнесува 39.990 евра. Се што се доплаќа е само аксесуар дополнително и плюс дополнителна блокада на преден диференцијал и ако сакате имате електрична скала наместо оваа фиксна скала. Дополнително куфери, скалички кои што можете да си ги ставите од позади на вратата или лево десно, кровни носачи, сноркел и така натаму, сето тоа се доплаќено, тоа се аксесуари. Целата опрема и целиот капацитет сега што го има е стандард.
ценовно ако го споредите со било која конкуренција е огромна разлика. Гледаме тука сериозно возило. Што значи сето тоа за 39.900 евра? Ги добиваме овие големи браници кои што се стварно издржливи, можеш и вака си седнеш и да си уживаш во природата кај што ќе доеш, но вакви квалитетни цврсти големи браници помагаат за особено возење на офроуд кога треба да може бутнете некоја гранка, мислам да бутнете. Да ако ви пречи минимално да не се оштети браникот, да не се оштети возилото, да не се оштетат овие убави лед фарови кои што доаѓаат како стандард напред и позади. Затоа е битно да е вака робустен, да е вака масивен, да се вака цврсти издржливи овие браници, да можат да издржат тешки терени, тешки прилики кои што ќе ги сретнете. Дополнително на тоа имате можност да возите во вода, не во вирче да пројдеш, туку во вода, во висина од 850 мм. Тоа, луѓе, е сериозна висина, така да секоја чест. И сега има одредена критика дека багажниот простор му е мал. На хартија изнесува 750 литри багажен капацитет, бидејќи има сериозна висина. Она што ми се допаѓа што заднава клупа се навалува, како и сега што е максимално навалена, кој ќе влезам натре ќе ви покажам дополнително, но искрено сосема доволно простор, бидејќи ова возило не е за во град, не е за чалам, туку ова е за да дојдеш на ваков терен и искрено нема да носиш куфери за патување за на летен одмор или зимски, така да сосема доволно. И се допаѓа што ивицата од браникот е сосема рамна и ако ги спуштите задниве седишта добивате стварно сериозно голем багажен простор, а под оваа даска имате сет за репарација кој што е сосема доволен. 12 волтен приклучок за струја, тука гледаме убави куки за качалки кои што се практични, убава врата кој што вклучително и тука имате една остава. Нормално рачки за да можеш да потегнеш, бидејќи е сериозно тешки на ваков терен ти треба сила, бидејќи тркалото е поставено тука позади, резервното тркало, а тука е и самата камера. Исто така имаме паркинг сензори напред позади како опрема. И сега е ред да влезам внатре и да ви покажам и внатре колку е квалитетно сработен. Тоа ме фасцинираше, што стварно не го очекував. Искрено, прва работа што секој пат сакам да приметам е звукот на отварање и затварање на врати, кој што човече, дај не ме зезај. Ова секој пат сакам да го проверам, бидејќи самото отварање и затварање, звукот кој што се добива ми дава значење колку едноставно е квалитетно сработен, колку многу се потрудиле за и најситните детали да бидат дека биле внимавани. Сега влезот, искрено бидејќи високо, особено сега вака навален, треба си се фатите на овие рачки кои што ги има стварно насекаде. Второ, самите врати се многу цврсти, бидејќи во одредени моменти кога треба да излезеш, баш треба да се потпреш на неа за да скокнеш, да се фатиш на скалата доле, или како и сега се фаќаш на рачката, ногата на скала, се потегнуваш и веќе си внатре, нема никакви проблеми, нема крцкање, нема ништо. Ме фасцинира овој момент на квалитетот на вратите. Второ што ме фасцинираше, просторот, особено тука на задната клупа, да, сега сум навален позади максимално, но ако ги кренам седиштата, повторно, убав простор, ми се допаѓа тука што има една вдлабнатина, бидејќи напред имате стаклен покрив и убаво е за напред, но сето тоа допринесува да тука малку спуштен овој дел, но на главите за позади е сосема удобно. Мислам, гледате колку простор имам, гледате колку простор исто така имам и за нозето. Дополнително на тоа можам да ги пуштам нозете под седиштата и да имам стварно убава позиција за седење, се опуштам да ми биде квалитетно. Убави материјали и тука позади убави меки материјали, се е обложено со кожа, дури седиштата се убави кожни, имате наслон за раката кој што можете да си го искористите со две остави за шишења, што е супер. 2 USB порта, Type-C, тука позади една мала остава, отвор за вентилацијата, кое што мора да ги пофалам дека секаде низ интериеров, кај што можеле да стават детали, ама да биде убаво и културно, поставиле. Така
и тука на самите овие држачи од вентилацијата пишат 212. Исто така и на седиштата, а исто така многу ми се допаѓа овој детал тука кај вратите, кој што е вака убаво робустно направено со алуминиум или имитација на алуминиум, но како и да е делува многу убаво и квалитетно, многу цврсто, убави места каде да фатите рачката, убави рачки тука горе со кука. На средниот дел имате тунел кој што не е многу издигнат, широк е, но можете си ставите нозете и на самиот тунел и од страна и да биде сосема удобно. Искрено ова е еден од првите офроудери кој што тука на заднава клупа ми нуди волку многу удобност. Што се однесува за предниот дел е сега, пак ќе кажам, она што ми се допаѓа за излегување, особено кога сте паркирани на нешто високо, можеш да се фатиш за рачката и да скокнеш. Уоу, отидов у погрешна насока. Океј, напред ја добиваме истата ситуација. Се повлекуваш за рачката, влегуваш внатре и тадам. Ова беше малце силно удирање на вратата, но аголот ми е таков. Се извинувам, убав волан со убаво позиционирање, исто нека алуминиумска форма на централниот дел на волана, за да знаете секој пат каде е правецот. Исто, многу убави материјали, многу убави материјали, многу убави сеишта, убаво се чувствува широко, за мене е сосема доволно широко, како што кажав, стаклен кров горе, стварно многу убави стаклени површини што овозможува да е многу прегледно. Тоа ќе ви го кажам после за возењето. Она што сакам тука да ви го кажам е колку многу физички копчиња има покрај екраните, што ми се допаѓа, бидејќи кај офроудер не сакам да заглавувам во менија па да барам кој режим или како да дојдам до него, но стварно сакаш да ти биде функционално. И така е поделено. Сите контроли од климата се поделени тука доле на овој дел. Овде се убави контроли, квалитетни копчиња, дополнително на тоа се спуштени доле овие копчиња од режимите за возење, од диференцијал за заклучување, 2H, 4H, 4L и така натаму. И сега она што ми се допаѓа во драйв модовите, имате над 8 различни драйв мода кои што можете ги искористите. Мислам, покрај 2H, 4H, 4L блокирање на заден диференцијал имате 8 различни режими за возење. Дали е снег, дали е кал, дали е планина, дали е нешто нерамно. Имате доволно опции за да се снајдете на било каков терен и стварно многу добро функционираат. Убави материјали на секаде, пак ќе кажем, и она што ми се допаѓа, мислам, гледај сам, човече, јас се тресам кој идиот тука некој, ама ни да мрдне, ни да крцне, ништо. После толку возење, после толку многу колеги пред мене кои што го пробаа и сите искрено го измалтретиравме, ништо не покажува како мана. Тоа многу ми се допаѓа. Убави звучници, тоа толку многу може и не е битно, бидејќи те интересира како вози, но убави звучници, убава опрема, имате бежичен полнаш 50 ватен, 2 USB порта, исто така и тука 12 волтен приклучок за струја. Од практичност имате една остава тука од лево од возачот. Hill Descent од копчето тука, самите рачки се убави, квалитетни, самиот волан е убав за држање. Исто така фиока кај сувозачот, остави во вратите, остава тука кај наслонот за раката, едната за клуч, една за некој тракатанци ако сакате, и дополнително под наслонов за раката може, од тука можете две остави за шишење, што е супер, и една голема остава под него. И исто така странично под овој централен дел имате плюс остава. Што значи од практичност стварно е многу убаво, а седењето тука многу пријатно, искрено. Гледаш убаво долгата хауба напред. И сега стварно е време да почнам да возам, бидејќи стварно е уживанција секој пат кога го возиш. Инаку околу екраните само не дополнив дека имате 12,3 инчен екран од централниот систем и 10 инчен екран пред возачот. На централниот екран имате убава графика, мислам на двата екрана имате убава графика, јасни инструкции, јасни опции. Она што ми се допаѓа, што не е комплициран, можете да го врзете вашиот телефон, но со MirrorLink апликација, кој што стварно едноставно само треба да си ја спуштите апликацијата и едноставно се врзува. И не е комплициран, немате внатре менија кој што ќе се изгубите. Едноставно е, дополнително на вакво возило не ви ни треба комплициран екран со многу можности. Одлично, стварно одлично. Океј, знам дека
тој моментот и сигурно ќе ми кажете Кирил во ред, сето тоа на хартија убаво, на како сето тоа функционира. Искрено ќе ви кажам дека пред да го земам, кога дознав дека го има во Македонија, малце повеќе се вложив да истражам за овој бренд, за овој модел, бидејќи да се каже дека е бренд кој што сериозно работел 70 години за кинеската и се уште работи за кинеската армија, треба да е нешто квалитетно и баш те интересира да видиш како други големи велесили работат на своите возила, на својот возен парк, кој што треба да биде еден од најсериозните. И она што баш ми беше интересно, што покрај сериозното вложување и соработката со УАЗ, со руски УАЗ, кој што е доста сериозен бренд, исто така, 70 години искуство, надоградување, ова не е нов модел, туку ова е надоградување, растење, како расте технологијата, како се зголемува искуството, така се имплементира во овој продукт. И на сето тоа, најбитниот пазар покрај кинескиот е арапскиот за овој бренд. Нешто што ме фасцинираше, бидејќи добро знаеме сите дека арапскиот свет, арапските држави воопшто не се замара за цена и не има проблем кога ќе стане збор околу финансии. Бидејќи може да си дозволат што сакаат, колку сакаат, кога сакаат. Едноставно не е никаков проблем. Битно сакаат да е нешто квалитетно, да ги проаѓа сите тие екстремни терени кои што тие сакаат да ги пројдат. Воопшто се немилосредни кон возилата и гледам дека таму еден од најпопуларните модели кои што кога станува збор за сериозен офроуд, не правиме муабет за чалам и не правиме муабет за нешто за играчки да се покаже, туку правиме муабет за сериозен офроудер, кој што сите тие технички податоци треба да ги имплементира на вакви места каде што еве сега моментот возам патики кои што не се еден пат не асфалтиран и сега да кажеме тука не знам колку историја имало на овој пат и така натаму, не. Ова е офроуд патека која што ентузијасти доаѓаат, едноставно не бараат пат, креираат пат. Проаѓаат си, бараат авантури, си едноставно се забавуваат, но исто така има и сериозна работа, бидејќи офроуд возењето не е да имаш голем джип и сега ајде да се извозиме, да го измалтретираме, да го шлефуваме. Не. Тука има сериозна работа. Треба да знаеш под кој агол можеш да влезеш, колку степени може да искачи. БАВ 212 искачува без никаков проблем 80%. Тоа е сериозен агол. Влезниот агол, како што кажав, 40, значи треба да искалкулираш, да знаеш дали можеш да влезеш од кој агол, за не ти се излизга. Претходниве неколку дена имаше поројни дождови, конкретно тука има кал, има мокра трева и искрено го возам во 4H во стандард, иако имам 8 различни режими кои што можам да ги искористам за било што, едноставно во 4H имам некои тука 25 степени, а може би повеќе агол и нема никаков проблем, се гледа со минимално газ искачува без никаков проблем, така убаво граби. Да, може би за мој вкус од она што го очекував, задниот дел ми е малку по-крут, но од друга страна треба да биде по-крут. Вакво возило треба да е круто, не треба да има изветуперување на шасијата, на каросеријата, треба да е цврсто, да е стабилно, особено бидејќи е висок и огромен, масивен, не сме да си дозволи изветуперување. Мора да е толку крут за секој пат, за секој агол, да биде соодветно поминат, да нема никакви потешкоти. Мислам, кога ќе ти стане јасно фактот дека станува збор за возило кој што го вози кинеската армија и конструирано специјално за кинеската армија и токму затоа се кажува 212 бидејќи тоа е нивен легендарен модел. Мислам, сликата кој се врзеш станува јасно за колку сериозен офроудер е. Али каква игра може со него да биде, тоа е вау. Многу забавно. Многу кал, многу вода, многу лизгав терен, без никаков проблем. Многу дупки, многу нерамен терен, кој што мислам, нормално ја отскокнувам внатре бидејќи со толкави дупки надвор, но внатре е меко.
И дополнително на сето тоа нема никакво крцкање. Не, човече, го измалтретиравме. Јас го измалтретирав, не знам колеги. Јас го измалтретирав, нема никакво крцкање, нема ништо што ќе тропне. Може би слушам некој тропкање позади, ма тоа од гумата која што нормално има тежина и самата гума која што како штитник реагира. Но тоа не е крцкање од пластиките, од материјалите тука внатре. Мислам, браво, браво. Околу перформансите, како што кажав, 170 конски сили, 2.0 дизел со 410 Нм, 8 степен автоматски менувач, кој што интересно, вие ќе кажете се сигурно, добро Кирил, да, сето тоа е убаво, ама ајде да кажи ни малку повеќе околу перформансите, колку се квалитетни и така натаму. Cummins мотор, кој што е една од најсериозните групации за конструирање на светско ниво, не европско, не кинеско, светско ниво, за тешки товарни теретни машини, значи машини, не правиме муабет за возила, машини големи, кои што се користат и по рудници, и по различни места, компании кои што возат големи камиони, така да нивен мотор, многу сериозен мотор, кој што многу убаво работи, многу мирно, смирено работи, убаво се чувства еден убав звук на моќен мотор, но она што сакам да го потенцирам е дека менувачот е 8 степен ZF менувач, една од најдобрите компании за автоматски менувачи, така да менувачов е перфектен, не се чувствам менување на брзина, на степен, во секој различен режим соодветно реагира, нема пролизгување, фантастично. Имате во опција, како што кажав, 2H, тоа најчесто го возите, бидејќи нема потреба ако не сте на офроуд да возите со 4x4 активен погон. Во моментот возам на 4H, 4L за ниски брзини, имате опција во стандардов за блокирање на заден диференцијал, во дополнителна опрема со сите аксесуари можете, како што кажав, да си земете и блокажа на преден диференцијал, како и електрични скали, куфери и сето тоа што го набрав преска. Или со други зборови, од опрема и системи има буквално се што треба за секојдневието да биде опуштено и современо, додека фокусот да му исклучително кон оно за што е и наменет, офроудот, теренот. И да, може би јас немам искуство како професионален офроудер, може би на снимките не го гледате целиот терен каде беше возен и низ какви се моменти поминував со него, ама леснотијата која ми ја пружи, чувството кој го имав како да имам години и години искуство, тука сватив дека ова е сериозен офроудер, а не уште еден кинески автомобил и тука застанаа сите предрасуди. За 212 треба само да кажам дека можете да го видите во салонот кај неговиот увозник за Македонија, тоа е ABC Brother, а вие направете subscribe и пишете во коментар што мислите за овој модел и секако се гледаме наредна недела. Чао!